почнаа обуките во рамките на Ловечката федерација на Македонија за сите пријавени кои сакаат да полагаат ловечки испит. Најмалку еднаш месечно Ловечката федерација ќе организира ваков тип на обуки. Новиот закон предвидува дека секој што сака да полага ловечки испит мора да посетува обука спроведена од Ловечката федерација на Македонија. Околу 30 на пријавени кандидати викендов ја слушаа првата еднодневна обука на која предаваше асистентот на катедрата по ловство на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг магистер Кристијан Цоковски. Конечно, можам слободно да кажем, после доволгодишна стагнација зачекоруваме нанапред и Ловечка федерација конечно го зема своето место во новиот закон за ловство, нешто што требаше да се случи многу поодамна, бидејќи ни една државна администрација нема капацитет ексклузивно да раководи со дивечот, неговите живеалишта и природата воопшто, без да се вклучат сите засегнати институции, како што е Федерацијата, ловечките друштва, научните институции, невладиниот сектор и ресорните министерства. Како можете да придонесете за зачувување на биолошката разновидност? Кои се вашите обврски од како станавте ловец? Кои закони морате да ги почитувате? Овие прашања се само еден мал дел од прашањата за обуката за сите идни ловџии. Обуката ги опфаќа сите оние најважни сегменти од ловството. Ќе напоменам само дел како морфологија на дивечот, законот за ловство, уредување на ловиштата, одгледување заштита на дивечот, ловечки трофеи, ловна кинологија, ловечко оружје и муниција, ловна балистика, незгоди при лов, болести кај дивечот. Значи, од сите овие поглавја идните кандидати ќе се стекнат со суштествените елементи како идни ловци кои треба да ги познаваат. Со цел да се подигне ловечката култура во земјава, сите идни ловци важно е да посетуваат ваков тип на обуки. Интересот од страна на идните ловџии е голем. Гледаме дека имаме се поголем интерес, се повеќе кандидати се пријавуваат. Наредните обуки ќе и закажуваме во зависност од бројот на кандидати пријавени. Планираме тука таа група да ја задржуваме околу 30 на кандидати за обука. И се надеваме на што поголем одзив и дека овие обуки ќе се реперкуираат позитивно во нашето ловство. Бидејќи цело време сме предмет на негативности, ние сме оние лоши момци кои убиваме, кои одземаме живот, колку и да звучи парадоксално, ние сме оние кои најмногу го сакаме дивечот, бидејќи ако нема дивеч, ќе нема што да ловиме, а ние не можеме да не ловиме. Се надевам тоа дека ловците крос обуката ќе го разберат и кога ќе излезат од тука ќе ги имаат сите оние сегменти кои треба да ги има еден млад и образован ловец. По добивањето на потврда за завршена обука, кандидатите ќе бидат повикани од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да го полагаат испитот за да добијат лиценца за ловџија. Бидете дел од едукативниот процес, бидете едуцирани ловџии. Ловечката федерација е формирана токму за да ги обединува локалните ловечки организации, да се бори за нивните интереси, да се залага за подем на ловството и заштита на природата. Федерацијата ги обединува ловците, младите луѓе и љубителите на природата.